Телевизија станува очигледно кадар и сликаво продолжение. Поштовани гледачи, уште еднаш морам да ви се извинам поради слаб напон и прекини во доторот на електрична струја до нашата телевизија. Ние имаме дисконтинуитет на отвореното студио. Се надевам дека ќе имате разбирање. Нашите соговорници, дел од нив моравме да ги откажеме и ќе бидат присутни на програмата во некој друг програмски зафат. Им се извинувам на доктор Дохчев од урологија, кој требаше да биде гостин посветено околу успешните кадаверични операции на Скопската клиника и на Трајковска од Финанстинг околу неспособноста или недоволната вештина на домашните компании да земат колач од странските мултинационални компании кои се на домашен терен и во субституирањето на услугите и во субституирањето на дел од нивните технологии. Останува континуитетот на нашата програма со нашите соговорници. Жал ми е што не можете да ги видите вестите ни во 14:30, ниту во 16, но се надевам дека ќе ви презентираме двете најважни настани и од дома и од светот, а тоа што ќе стане со мандатот и имунитетот на Никола Груевски во 17 часот е пленарна седница, и случувањето на светската цена околу затегнувањето на односите меѓу Москва и Киев, дали е тоа уште една игра на Путин и на Порошенко пред нивните нови мандати и падот на рейтинзите нови мокри луѓе, поради што е подигната војната готовност во Украина. Советот за безбедност не го усвои барањето на Русија за воредно свикување. Толку околу нашата понуда што се однесува до информативните изданија, а сега продолжуваме со моите гости. Добро вечер за доцент Александар Спасов од Правниот факултет. Повод за разговор со него е оваа студија како да се справиме со демографската криза во Република Македонија. Таа е направена врз основа на некаков регионален концепт, бидејќи очигледно дека Балканот се повеќе ќе се соочува со недостиг на работоспособно население. Кои се вашите најнови сознанија? Добро вечер и благодарам за поканата. Оваа студија која што ја посочивте во рамките на еден регионален проект на неколку држави од Западниот Балкан, имено Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Од Македонија тоа е Прогрес Институтот за социјална демократија во соработка со британската Вестминстерска фондација за демократија. Идејата беше прво да се истакне важноста на популационата политика, во рамките на популационата политика демографската криза со која што се соочуваат сите држави од Балканскиот регион, и второ беше да се даде одговор на популистичките стремежи за злоупотреба на оваа навистина тешка ситуација, за градење понатамошно зајакнување на популизмот и пренасочување на дискусијата од мерки со кои што можеме да одговориме на овој предизвик, кој е предизвик и за целиот свет. Спасов, ние имавме една декада и повеќе власт која припаѓа на народните или демохристијанските партии, каде што популистичката политика и како концепт и како модел за владење е прилично истакната. Но се чини дека мерките на владата на Груевски не покажа никакви резултати. Ни во стимулирањето на трето, ни на четврто дете. Ние имаме во последниве десетина години пат на фертилитетот од 2,2 деца просечно 94-та на 1,8 98. За 32 насто е намален порастот на населението во Македонија во 2000 година наспроти, например, 1980 година. Ако така ја гледаме демографската слика, тогаш не треба да не чуди дека ние сме држава која има старо население, ние сме држава која нашите
домашни компании ќе се соочат за, речи си, една декада со реален недостиг на работна сила. А не само домашните компании, туку и јавниот сектор, тука мислам пред се на јавното здравство, но и предимензионираниот образовен систем, особено високото образование, но и основното и средното образование, кое што е димензионирано за една друга демографска слика. Покренувањето на прашањето за проблемот со демографската криза се разбира легитимен интерес и во таа насока тука може сите да се сложат дека тоа е добро што се покрена како прашање. Меѓутоа, она што беше проблематично во изминатите 10 години е обидот проблемот да се премести од сферата на социоекономскиот развој, односно пред се од квалитетот на живот, кој што според нашата студија е главен фактор кој влијае на влошувањето на демографската криза во нешто што се нарекува животен стил, односно животни навики. Несомнено дека животниот стил и животните навики од пред 50 или 100 години се променети и несомнено дека жените помалку раѓаат, односно семејствата имаат Азил во Унгарија. Колку плати Груевски? Како ги изнесе парите од Македонија? Гледајте денеска во 17:17 часот. Отворено Студио 1. Денеска во ексклузив. Храброст или лудост? Кои се македонките кои се соблекуваат до гола кожа? Ке летаат пердуви. Марија од IQ и Теа Трајковска започнаа војна. За ќотекот од Маши, за поранешниот сопруг, за ќерка и Луна. Анабела Фанкиджи, искрено пред нашата камера. Гледајте ексклузив вечерва, 18:30 на 1 ТВ. Додека нашата торта се пече, ние ќе ја подготвиме глазурата, односно филот. За да подготвиме глазурата, потребно ни е еден путер, ова е несолен путер, една коцка околу 250 грама, ќе исечеме на кочкички и ќе ја ставиме во миксер. Премногу веќе ми се стопил. Треба да е на парченце, за да можете полесно да ја измиксате. Ке го уклучиме миксерот. И полека ќе додаваме од другите намирници. Имаме еден куп шекер тука што треба да го додадеме, внимателно. Треба да направиме прекрасна глазура за нашата грешна торта. Продолжуваме со какаото, исто полека. За сите торти и колачи треба навистина многу трпение, кое јас многу ретко го имам, иако обожавам благо. Нели се гледа по мене. Ставаме малку екстракт од ванила.
И потоа го додаваме млекото. И сега се останува и да почекаме. Нашиот фил е скоро готов и на крај само ќе додадеме малку кора од лимон. Додаде една мало изненадување во тортата. Можете и портокал. И портокалот одлично делува шоколада. Само малку ќе го промешаме. Да не има останато по страните. Феноменално изгледа. Исто толку е вкусно. И ќе го пуштим уште еднаш. Нашиот фил е готов. Изгледа феноменално. Ке се степаме кој да ги излиже перките од миксерот, а ние се гледаме со филување на тортата. Нашата торта е готова. Едниот калоп го ставивме на површина, го исековме со помош на конец, вие можете и со обичен нож, ги изладивме, треба едно 20 минути да ви се изладат, бидејќи ова тесто е на вистина дебело, и сега ќе го isфилуваме. Можете да ставите, ако сакате, само на средина, можете рустично да изгледа, бидејќи сега кога ќе го јадете сами по дома. Току го сакате да направите фенси, земете до ние фенси шпакли, па измазнете ја целата. Јас денеска, бидејќи ја подготвувам за мене, ова грешно задоволство, ќе ја намачкам само на средината и одзгора ќе ставам капини од мојот двор. Се надевам дека ќе биде успешен. Немам сладкарски нож, како што ви кажав, не печам многу често. Ето, за вакво задоволство исклучително многу треба да ќе земам една лажица, да ставам поголема количина. Исклучително многу треба трпение, што јас го немам најчесто. Ставам огромен слој. Јас ке ставам огромен слој, нема да ја филувам од згора. Чекам да ја пробам. А чекате моите камермани. Малку. Перките веќе ги излижав од миксерот. Знам дека сите го правите тоа. Тоа е едно од задоволствата во правење торта. После ова треба една недела во теретана. Ето нашата торта. Ќе го земам вториот слој. Се надевам да има да го скршам. И ќе го ставам до згора. Изгледа како едно парче ореа.
Ставам само неколку капини за секоја парче. Толку созреале. Зреат на периоди. Меѓутоа прекрасно изненадување ќе бидат во тортата. Ви кажав дека не сум вешта во правење торти, меѓутоа ова грешно задоволство може би не изгледа совршено кога купено во сладкарница, меѓутоа прекрасно ми мириса и има прекрасен вкус. Јас ке завршам со лижење на мојата чинија и се гледаме во јавата. Додека готвам, единствено нешто што ми прави задоволство е музиката. Многу ми е жал што не можете да слушнете што би слушала кога би ги подготвувала оброците. Јас подготвив прекрасна чоколадна торта. Ова е мојот дел. Може би ноќес кога станам и ќе земам и уште некоја парче. А ние веќе се гледаме во следната емисија на Маја готви. Отворено студио со затворени